Пресуда за Чауш ни трага ни глас од 70.000 разговори кои што наводно ги најде Министерство за внатрешни работи кога тој беше уапсен, а во пресудата и во она што денеска беше споделено со медиумите, воопшто не се споменува ништо од тоа што беше главна тема на медиумите откако и беше уапсен, впрочем, Захир Бекири Чауш. Со деталите и се она што се однесува на овој настан од денеска, одиме со прилогот на колешката Христина Беловска во продолжение, а вие добре дојдовте во новото издание на Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески. 2,5 години затвор изрече кривичниот суд за Захир Бекири Чауш за изработка на лажни лични карти и пасоши. Според пресудата, Чауш треба да плати 2000 евра за злоупотреба на лични податоци. Неговиот брат Тимер за истите дела доби 1 година затвор и уште 1000 евра парична казна. Мирно и без да проговори ниту збор, Чауш го слушаше изрекувањето на пресудата. После 25 години јас навистина имав можност во еден оваков предмет да си ги остварам сите можни права на приговор, на предлози и така натаму. Одлуката на суда е едно. Меѓутоа, во судница си ги имав сите можни права кои што ми припаѓаат по закон. И тоа можам само во моментот да го коментирам. Задоволството никогаш не е па еден ден затвор да е. Поради минималните казни и дека се работи за фамилиарни луѓе, судиката Гордана Спиреска одлучи да им го укине притворот. Но Чауш прво треба да одлежи уште 1 месец во затвор за друго кривично дело, а во меѓувреме и одлуката за ослободување од притвор да стане правосилна. Судската разврска на фабриката за афери не ги излесе на виделина наводните 70.000 разговори, кои според јавното обвинителство биле пронајдени при претресот во неговиот дом. Ниту во обвинението, а ниту во пресудата немаше ништо поврзано со овие материјали. Се она што беше презентирано се работи за фајлови и за писмени докази во предметот. За нешто овако, за некои разговори, за некои прислушувања, тоа нема во обвинението, значи нема ни во постапката. Дали јавното обвинителство води посебна истрага за наводните телефонски разговори и зошто овој процес кој во медиумите беше најавен како разврска за потеклото и тргување со материјалите не беше спомнато ништо во разговорите. Јавноста ќе дознае од утре, велат од обвинителството. По претресот во домот на Чауш, во декември обвинителот Јово Цветановски објави дека меѓу фалсификуваните документи има и илјадници прислушувани разговори. Пронајдени се голем број на образци за патни исправи, возачки дозволи, лични карти и други документи за подготовка на невистината документација. Добиени се и привични известувања од овластените лица за содржината на продадените податоци во компјутерите, во кои меѓу другото се наведува дека постојат и фајлови на десетици илјади телефонски разговори. Случајот фабрика за афери беше најавуван како мега скандал во кој полицијата нашла 70.000 незаконски разговори кои наводно Заев му ги дал на Чауш, дека обвинетиот работи за опозицијата, јавно порача и лидерот на ВМРО ДПМН. Со вакви работи, со разни чаушовци, местинки и фабрикувања, нема да добијат избор. Народот ги има прочитано и знам дека ќе одбере програма и нови работни места. Но од овие најави досега во текот на судскиот процес единствената поврзаност меѓу Заев и Чауш ја спомена единствено Чауш, кој тврдеше дека ирански разузнавач му нудел 1.000.000 евра ако каже дека Заев и Верушевски му ги дале прислушуваните разговори. Пресуда за Чауш ни трага ни глас од 70.000 разговори кои наводно ги најдоа кога се покреваше обвинението, односно како што и слушнавте во изјавата, односно по претресот во домот на Чауш, која беше дадена во декември од страна на обвинителот Јово Цветановски, кој објави дека меѓу фалсификуваните документи има и илјадници прислушувани разговори. 0260 91 924 0260 91 925. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Си имаме судски институции, кои имаат докази, истрага се водела и денеска, донесува пресуда. Жалам што овој човек одбрал да живее на ваков начин, да прибира поточно, да зема од Кезаев приватни телефонски разговори. Ама еве нив ги нема во пресудата. Молам? Нив ги нема во пресудата. Не е за тоа обвинет. Добро, не слушнав, не знам.
Па тоа е темата на денешната емисија. Само за фалсификување, така? Па и тоа е значи тешко криминално дело да фалсификуваш лични карти. Нели тоа било сигурно по директива и со ЗАЕФ и со опозицијава. ЗАЕФ воопшто не е спомнат во пресудата никаде. Добро. Значи цела јавност знае дека така беше. И сам кажа ЗАЕФ дека вие рековте има судски инстанции и јас ви кажувам што велат судските инстанции за да не биде замајување на јавност. Добро, ти не знаеш до збор што кажале се тие судски инстанции. Да, знам затоа што во судските инстанции во пресудата имаат објаснето, точно знаеме што кажале. Во текот на цела расправа, значи која се водела... Да, целата расправа ја има во стенограмите. Реков дека жално е, значи сам ЗАЕФ кажа дека бил член и имаме телефонски разговори, значи од полиција добијани како разговарале ЗАЕФ и Чауш, како разговарал ЗАЕФ со блиски роднини. Ама нив ги нема во пресудата. Зборувам за личноста Чауш дека за жал по негов сам избор е негативна, одбрал да фалсификува лични карти, да направи големи штети на Македонија. Се надам дека ќе си има некој покајани и за ум ќе му биде ова затворска казна, а тие кои нели сака да ги искористат со тие лични карти и со фалсификувани документи дека наводно власта или министри или членови на ВМРО да помене наводно правеле криминални дела со документи фалсификувани од Чауш, исто нели таму и со бугарски пашапорти, со лични карти. Мислам дека ова сценарио се разобличи, мило ми што така сето се дозна, пошто беше едно од тие сценарии за рушење на легитимна наша македонска власт и за рушење на ВМРО да помене вака опозицијата и овој Чауш тотално се разобличија. Сполајмо на Бога што така испадна. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Случајот фабрика за афери беше најавуван како мега скандал во кој полицијата нашла 70.000 незаконски разговори кои наводно ЗАЕФ му ги дал на Чауш. Но од овие најави досега во текот на судскиот процес, единствената соработка меѓу ЗАЕФ и Чауш ја спомена единствено Чауш, кој тврдеше дека ирански разузнавач му нудел 1.000.000 евра ако каже дека ЗАЕФ и Верушевски му ги дале прислушуваните разговори. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Здрав огнен, Андреја на телефон. Поздрав до вас, Андреја, повелете. Вака, овој пред малку сега, што демагоги тресе тука? Мислим, немам коментар, не знам тој дали е умствено има нема врска, оставете го. Само ме иритира и се смее, толку е, не знам, немам коментар, толку е упиен у тие контра изјави, немам коментар. Сега ќе збориме за Чауш. Вака, ние кажуваме дека нема правда, а нема мир. Бидејќи нема правда, ние на граѓаните не треба да ги почитуваме тие институции, бидејќи тие институции се од врхушката на власта. Еве еден жив пример. Ја го имам осетено тоа на моја кожа. Многу е лесно да ти направат обвинение, да стават на некого, еве и на вас пример, ќе ве земам као огнен. Например, се може да ви напишат дека на тоа и тоа место се извршиле општа опасност, имало тоа и тоа, имало снимки, имало ова, имало тоа од камери. И како такви докази, напишани во еден лист хартија, поминуваат кај обвинителот за да он направи дело. Значи, тоа мора он да има као напишани докази за дело, да направи постапка. И кога ќе почне постапката, тие докази ги нема. Кај се тие докази не постојат. Значи, тука многу лесно е наместен Чауш, каде што он му натуриле докази, разговори, вакви и такви работи, за да помине кај обвинителот, да има предмет за да почне постапка. И кога во постапкава се појавува дека такви разговори нема. Значи, тоа е све монтирано. Народе, освестите се дека секој еден може да биде наместен. Еден обичен обвинител, пошто тука се многу неписмени, колку ја што ги знам, ја ги знам многу лично, дека се неписмени, пишуваат се и се што. Никакви докази немаат, никакви снимките кога возам, кога се движам, ја снимам. Моите снимки никогаш не ги взимаат за доказ, бидејќи тие се вистината. Значи, тука нас не ни функционира системот на државата, така да ние не треба да го почитуваме тоа. И Чаушот не требало да искача на такво судење. Едноставно треба да се игнорираат тие институции, судот и обвинителството. Значи, не постојат, моментално се умрени. Добро. Значи, он е намесен огнен.
Значи, буквално е наместен сите тие работи него му се ставени за да помине предмет. Тоа е тоа. Иначе без тие напишани работи не би можеле него да го малтретираат. Так. Значи, народе, искочете на улица, дај да протестираме, не со шарени тие бои. Дај да направиме нешто, ова вас мора да се смени. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Да, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Да, добар ден. Ве слушам, повелете. Да. Многу ретко добивам порив вака да ви се јавам. Ама највише ме предизвикува вашиот редовен соговорник, првиот што се јавуи. Па сакам вака да му кажам на него, ова е монтиран процес на Чаушот. Чаушот ќе издржи, како и сите други што издржавме сиве овие 10 години. Меѓутоа, овој народ е свесен веќе за се што се случува и дека на секого може да му се случи да се најде на местото на Чауш. Ако гледаме децава како се затворени и ги држат во куќен притвор, значи се е веќе јасно во оваа наша држава. Јас само му посакувам, мада не сум таков тип и прв пат у живот добивам порив, на вашиот прв гледач му посакувам затвор и монтиран процес. Ви благодарам, пријатно. Ви благодарам за јавувањето, поздрав и до вас. 2,5 години затвор изрече кривичниот суд на Захир Бекири Чауш за изработка на лажни лични карти и пасоши. Според пресудата, Чауш треба да плати и 2000 евра за злоупотреба на лични податоци. Неговиот брат Имер за истите дела доби 1 година затвор и уште 1000 евра парична казна. Мирно и без проговори, ниту збор Чауш го слушаше изрекувањето на пресудата. Поради минималните казни и дека се работи за фамилијарни луѓе, судијката Гордана Спиреска одлучи да им го укине притворот, но Чауш прво треба да одлежи уште 1 месец затвор за друго кривично дело, а во меѓувреме и одлуката за ослободување од притвор да стане правосилна. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Блаже од Прилеп. Поздрав до вас, Блаже, повелете. Ако сите верници во нашава земја Македонија се како тој првиот, како сатаната тале, зошто се, да бега од црквата сите. Овој не личи на верник. Овој е неверник невиден, како не му е страм да се страми. Јас не знам Варошани како го трпа и тие во Топлица. Олку гад не било. Му успе за брат Любе, го зедо на душа, му подметна и пари и се, и пиштоло в уста му го ставаја и се. Не успева, сега силата се намалува. Се ветре и јачината што е имаја. Господ нека му е на помош, ама му се ближи крајот. Поздрав и се на југо. Поздрав и до вас и благодарам за јавувањето. Друг некој на линија, добар ден. Да, добар ден. Ве слушам, повелете. Околу темата. Ајде. Чауш сме ние сите. Сите сме буквално Чауш, ама од дома. Зашто да не излеземе да протестираме? Пред малценно прашање. Ама да излеземе. Каде, во кој град на Македонија нема протести, не се штрајкува. Скопје 700.000 жители, да не можеме 2000-3000 души пред шарената револуција, судовите ни штикуваат, сите ни штикуваат. Значи, проблемот не можеме од дома да го решиме. Не можеме. Иначе, Чауши сме сите. Сите сме чекали. Вакви монтирани процеси, само чекаме кога денот ќе ни дојде на сите да земат. И овие, не сакам да ги вреќам наистина, толкав им интелектот контра на јавна емисија, контра на протести, контра. Еднашка крај да ставим, ама како, не од дома. Значи треба навистина активности. Ако некој има мака да му помогнеме да видиме. И нека ми објасни некој дека навистина не е правда, дека не е правично ова што го правите шарена Русија. Преку ној се уништуваат паркови, зеленила. На што изградија ти? Еве, ај ние рушиме, јас сум дел од шарената Русија. Ние рушиме, така фарба. На што ги изградија ти? Спомениците, еве, сега и ке собрание се руши парк. На што ги изградија? Тие рушија за да изградат. Ама ние само ги фарбаме, ние не ги рушиме. Ние ги дотеруваме, естески ги финаме. Добро. Благодарам на вниманието. Ви благодарам и јас за јавувањето. Добар ден, велам кому, повелете. Добар ден. Ве слушам, повелете. Од Верете, јава. Поздрав до вас, повелете. Да ви кажам, прве, Чауш е муслиман. Човек што зборува 9 јазика, светски јазика. Он е оджа и е
човек од спортот. Он е джудиста. Он е човек кој се скара со Мјалков, затоа што поземе и ја плати лиценца за панцери. Панцерите требаше да ги фабрика да направи за панцери, кај што требаше да произведат целиот Балкан и да речеме. Меѓутоа, кој ја плати лиценцата и кој ја плати тие пари, овие Мјалков и екипата му се заканија и не му дадоа право. Го уценуваа. Он не им прифати нив, со Мјалков се скара, се закачи, Мјалков му прати 4 специјалци и се степа он со нив од джудиста во центарот на Скопје. Вие од Скопје не треба да го знаете тоа. Човекот што направи? Човекот се бранеше, не го пикнал у затвор и ова што го кажавте дека е месец и пол треба да долеже, тоа е од првиот дел што го намести Мјалков го намести. Дека целата македонска јавност знае дека тоа е вистината. Сите овие инсценации и тој клисарот што продава свеќи од Прилеп, јас ќе му кажам, ја имам роднини у Прилеп, јас ќе дојдам со него, сакам да се сетам и да видиме кој е тој човек со толку и што работи. Ви поздравам, не сакам повеќе само. Поздрав и до вас, ви благодарам за јавувањето. Судската разврска на фабриката за афери не ги изнесе на виделината наводните 70.000 разговори, кои според јавното обвинителство биле пронајдени при претресот во домот на Чауш. Ниту во обвинението, а ниту во пресудата немаше ништо поврзано со незаконски снимени материјали. Добар ден. Добар ден. Ве слушам. Да прашам, јас сум тема во емисијава или имаш тука тема пише на... Со оглед на тоа дека постојано ги предизвикувате и навредувате оние кои што јас сум предизвикуваш, бе човек, не ја понижувај нашава македонска јавност. Добро јас не ја понижувам ваша македонската јавност. Јас ви кажувам дека вие постојано ги споредувате луѓето со се и се што и морам да дозволам да ви вратат. Цело време молчиш тука. Ви благодарам за јавувањето уште еднаш. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Ве слушам, повелете. Чауш. Познаваме за Чауш дека е наместена целата работа како и на Любе Бошковски. Они само со тоа знаат да се служат и ништо повеќе. Мислам дека така ќе владеат вечето и се ближе крај, они се свесни, се опаника, не знаат што прават веќе. Ама ќе дојде крајот на брзо време. Срамно е и жално е што се служат со вакви трикови, со вакви наседнувања. Па нека кажат, ајде, нели кажа 70.000 разговори, нека пуштат барем 7. Не мора сите 70.000. Среќни ќе бидеме ние да пуштат и 7 огне. И да му кажем на тај платеник од ВМРО, јас сум платеник од Сорос, да му кажам дека кажува тамо дека колку треба да се леже за фалсификат, па ако треба да се, ако Чауш леже 2,5 години за фалсификат, колку ли треба да леже Мијалков и Баграта Нивна, колку фалсификати има. Јас сум од Свети Николе, па кога се допуштил наша Свети Николе, значи да има фалсификат лични карти. Што да кажеме натак? Што да кажеме и што да збореме? И они имат право да зборат, се ние немаме. Шарената револуција и смета. Па ајде, нека излезат да видиме. 2 пати излезат, не и дадат сендвичи, 3-тиот пат ги нема. И Огне, многу фала на времето што ми го отстапивте, емисијата ви е супер, терајте и макнете го тамо, нека не исклучете уште кој ќе го слушнете, стварно не револтира, сите крајно не револтира. Ви благодарам за вниманието. Поздрав до вас, до Свети Николе и убав ден. Дали јавното обвинителство води посебна истрага за наводните телефонски разговори и зошто овој процес, кој во медиумите беше најавуван како разврска, за потеклото и тргување со материјалите не беше спомнато ништо со разговорите. Јавноста ќе дознае од утре, велат од обвинителството. По претресот во домот на Чауш во декември, обвинителот Јово Цветановски објави дека меѓу фалсификуваните документи има и илјадници прислушувани разговори. Добар ден. Чиста местенка во врска со Чауш, значи нема тука теорија да е све ова како што они тврдат таму судови, адвокатите, а адвокатите не обвинители.
преваранти невидени. Невидени преваранти сите на платен список на Мјалков и на Груевски. Само ке им дојде крајот. За жал тоа е, сега такво е суството, тоа е све уплашено, корумпирано, дадено све под кирија. Така да ова со Чауш е тотална лага и невистина. Само џабе го стидија човекот, али јеби го, се замерил нешто со овие. Тоа е тоа. Так, добро. Ајде, пријатно. Пријатно и до вас и благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија, поверете? Ало, добар ден. Ве слушам, поверете. За темава да кажам. Ајде. Да ви кажам право, добро направија со Чаушо, дури мислам дека и мала му е касната, затоа што да се работи против држава, тоа не е пред. Што се однесува сите што викат дека е местенка, наместено таму. Сега ќе видиме специјалното обвинителство како ќе ги суди овие врхушката на ВМРО. Немојте после пак да викате дека не е местенки или местенки, него право е. Значи, специјалното обвинителство, све што ќе докречи од ВМРО, све оди на дека се дека треба затвори притвор додат. Ова прв случај е од ДСДС и за Чаушот, што ме вистина пронајдено сте, и за братот негов, и сите викат местенка. Како може да биде местенка, во сите на телевизија видовме што и како. И друга работа не е јасно. Овие господите, повеќе господите него господите, зборат дека треба ова да се прави она, нека ги пуштат они нивните деца во првите редови таму и нека да видат што значи да правиш на државата. И како тоа, обвинителството значи не е легитимно. Па што тоа господја живее во Македонија? Све не е легитимно, нека се оди од опека. Зашто живее се уште во Македонија? Ево, ја не верувам на специјалното обвинителство, ама не верувам дека да е легитимно, која веќе се формира тоа. Значи, според мене тоа е легитимно. А иначе опце, 62% македонци не му веруваат. Ама сепак никој не рекол дека треба да си води кафица или било кој. Значи, све што е во рамките на Македонија, донесено со закон, све е легитимно. Така да, и нека не зборат во името на народот, нека речат на одредена група луѓе. Од и повеќето од името на народот се знае кому му верува. А вам кој ви дава кредибилитет да зборувате од името на народот? Мислите дека не важи тоа истото? Тоа што вие го барате од другите, мислите дека не важи за вас? Ма не, јас ја само ги критикувам, а не реков дека треба да му верува. Па истото можат да ви го вратат и тие вам. Значи тоа е употребата на терминот народ си е соодветна на секој кој што мисли дека треба да ја употребува. Не може тоа некому да го забраните. Не, ама тоа е сега Огнен, јас многу те почитувам, те сакам. Па и јас од почит ви зборувам. Твојата емисија, меѓутоа стварно си супер добар, ама така која не си фер сега кога така ми кажеш. Затоа што знаеме дека одредена група се јавува во оваа телевизија. Која е таа одредена група и од каде знаете? Па ги слушам секој ден. А ги слушате, а од каде знаете дека тоа е одредена група која што се јавува? Па сите истите гласови бе. Па и вашиот глас е исти, вие спаѓате во таа одредена група. Јас се јавувам, али јас многу ретко се јавувам, еднаш во месецот. Не е точно, се јавувате многу позачестено последниот период, затоа ве прашувам дали и вие спаѓате во таа одредена група. Па добро, можда, ете, како што викате од големиот, може, испаѓам ја, ето и тој тале, што го, како го викате, тој зборел ова она. Не е воре така, мислам, за во име на народот некој да зборува. А вие во чие име зборувате? Добро, ако мислиш така, окей. Не, вие во чие име зборувате? Ја зборам во моје име. Добро, вие не сте дел од народот? Па да ти кажам, не се чувствувам, пошто нити одам некаде по овие, како се викаат, митинзи, нити од една страна, нити од друга страна. Јас си седам дома и само си гледам. Так, добро. И не е убаво што ги тераат децата да прават, па после не било добро да ги апсат и така натака. Децата не треба така да се воспитуваат. Мислите дека некој ги тера со сила тие деца да прават нешто? Да, па им плаќаат пари, нели тоа веќе јавно. Од каде знаете дека им плаќаат пари? Со кои докази располагате за да кажете дека им плаќаат пари? Па кажа. Сте виделе фактура, сте виделе исплата, сте виделе потврда? Да, виделе. Па каде? Си призна и Најчевска и другите дека што за кого сакам ке правам, и пари ке взимам, што да не. Ама таа Најчевска, таа треба иш на децата нека им дават пари ако веќе даваат. Так, ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас, инаку секој поздрав до вас.
Инаку секој е дел од народот, дури и вие што можеби не се чувствувате така, туку народот во Република Македонија си е тој кој што е од сите составен и секој кој што се јавува е дел од него. А по однос на тоа кој кому плаќал, што плаќал, погледнете фактура, најдете сметкопотврда дека назнака за протестирање кога ќе извадете фактура, тогаш да зборувате. Добар ден, дали имаме некој друг на линија? Добар ден. 0260 91 924 или 925. Дали имаме некој на линија? Добар ден. Ве слушам, повелете. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав до вас и до вашата емисија. Благодарам. И за овој Чаушо, како го јавно видиме со Заев, како ги фалсификуваат лични карти и пашови. Тоа се гледа јавно и нема што да го криете, и он треба да е притворен. Заево, лидерот на СДС. Јавно се гледа. И што е тука, има прикривање. Гледа се хулиганско понашање и крадење. Фалсификатни избори на сите лични карти и на пак така си ги добивале со фалсификатни изборите. Нема што, то треба и него да го судат хитно. Затоа што он е исто организатор. Што ќе му началуше на него лични карти фаш? Што ќе му се? Ако не е платен, машина кој му набавил? И порвањето, и што ти знам хулиганското понашање на историјата, што викате историја не е чинала. Па зашто не градие некоја историја они? Имаа шанса 12 години на власт без да се ајде. Што не изградија? Кој проект го донесе? Кој инвестиција донесе? Дали градењето на ДПМН или на СДСМ е тема на оваа емисија? Така е. Темата е зашто гледам вие читате се пропаганди. Зашто шириме пропаганда? Зашто ги читате сите пропаганди? Зашто шириме пропаганда? Огнен, тоа е платено, тоа е кратко, профитерска. Зашто шириме пропаганда, ве прашувам господине, кога сакате да обвинувате, тогаш бидете конкретни. Зашто конкретно денеска шириме пропаганда? 5% има рейтинг сега сма. 5%. Ама смирете се полека, значи ве прашувам, денеска зборуваме за пресудата на Чаушот. Зашто шириме пропаганда? Ама немојте господине така, ќе ве фати инфаркт, ми е страв. Значи зашто шириме пропаганда? Па пропаганди читаш само, пропаганди читаш гледа, се против власта. Ајде против... Зашто конкретно денеска? Колко има за Заев, ако си реалиста? Заев, значи зашто конкретно денеска шириме пропаганда? Молим те, не. Зашто конкретно денеска шириме пропаганда? Сите Гргани слушаме. Гргани 90% се за ВМРО. Зашто денеска конкретно шириме пропаганда? Ево избори, гоневи за избори. Зашто денеска конкретно шириме пропаганда? 5% пропаганда. Зашто денеска конкретно шириме пропаганда? Па гледам што читаш сите емисиите, гледаме се против власта читаш. Зашто денеска конкретно шириме пропаганда во оваа емисија? Да, се критики против власта. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас, со човек кој што има пуштено плоча расипана да зборува во живо на телефон, не може човек да разговара. Ете, 15 пати точно ве прашав по однос на тоа зашто денеска конкретно шириме пропаганда, бидејќи сакате постојано да се јавувате и да обвинувате, а вашите јавувања во последниот период се толку зачестени, особено последниве 2 месеца, не знам зошто, тоа нека си проценуваат гледачите од дома кои што гледаат, каде што постојано има инструирани јавувања само за да може да се кажува дека ние шириме пропаганда. И кога поставувате прашање зашто шириме пропаганда, не добивате никаков одговор, туку едноставно добивате дополнително оцрнување без одговор на конкретното прашање. Да знаете само дека за лажно клеветење човек вистина може да побара да одговарате пред законот во оваа држава, кој што денеска закон пресуди за Чауш 2,5 години казна затвор за фалсификување документи, односно лични карти и пасоши, но воопшто како што беше во обвинението предходно на почетокот, кога многу голем дел од медиумите зборуваа за пронајдени 70.000 незаконски прислушувани разговори, од нив ни трага, ни глас, ниту во пресудата, ниту во обвинението. Пријатно.